Сите истраги што се водат заеднички со македонските органи на прогонот се тајни, изјави италијанскиот национален обвинител за гонење на мафија и тероризам Федерико Кафеиро де Рахо, кој денеска учествуваше на конференцијата заедничка соработка и правна помош во борба против транснационалниот организиран криминал, што се одржа во Републичкото јавно обвинителство. Тој ниту потврди, ниту демантираше дали леарниците во кои се изработува најголемиот дел од скулптурите за проектот Скопје 2014 се под истрага на италијанските власти. Le indagini sono segrete. Информации за една кривична истрага може да се дадат само доколку кривичната истрага заврши со притвор на одредено лице, на одреден сторител, или доколку кривичната истрага заврши со заплен или конфискација на противзаконски стегнат имот. Јас не можам да дадам информација за една кривична истрага, затоа што доколку тоа го сторам, јас самиот би сторил кривично дело. Шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Русковска откри дека Јахи Јахија, кој завчера беше уапсен по налог ново обвинителство, не е единствениот функционер за кого има истрага за злоупотреба на ИПА фондовите во државава. Ние само што започнавме со истрагата, треба да се видат и да се прегледат, како што веќе изјавив, сите докази, а за тоа ќе треба известно време. Дали ќе прошируваме и против други лица, ќе видиме. Од кога ќе ни бидат готови сите докази. Во рамките на посетата, јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески и националниот јавен обвинител за гонење на мафија на тероризам Федерико Кафеиро де Рахо потпиша меморандум за разбирање за заедничка соработка на двете институции. Сепак, рече Јовески, законите и меѓународните договори сами по себе не се доволни за борба против транснационалниот организиран криминал. Клучно значење е решителноста и способноста на националните власти да ги оживеат стандардите содржани во овие документи. Италијанскиот обвинител де Рахо денеска уште информираше дека Италијанското министерство за правда подготвува платформа во која ќе има база на податоци, која покрај тоа што ќе ја користат италијанските јавни обвинители, ќе може да ја користат и истражните органи на балканските земји, меѓу кои е и Македонија.